Вардар загуби од Татран 26-24 во мечот од третото место. Еве, со тренерот на Владо Недановски ќе направиме кратка анализа на настапот на Струшкиот турнир. Па анализа, можам да кажам топло-ладно. Не сме навикнати да го гледаме Вардар во вакво светло, бидејќи Вардар секогаш било дека фаворит и освојувал и не губел, да кажам, да не ги подценам противниците од вакви противници, но што е тука е. Гледаме дека имаме само 3-4 играчи од поискусните. Имаме доста млади играчи кои за прв пат добиваат толку голема минутажа и толку се битни и како да се носители на овие Вардари. Мораме такво значење да му даеме дека немаме други. Во моментот се тие играчи. И мислам дека и тие играчи покажаја некој дека можат, некој дека не може, дека тешко е да го носат дресот на Вардар, но со работа и тоа се поправат и мислам дека во нареден сод мислам дека ќе ги добиеме за нареден период што следи. Ростерот е затворен или планирате некој играч плюс во престартот на сезоната? За сега е затворен, бидејќи настапуваме само македонска лига, шанса ќе му се даде на овие млади играчи. Млади играчи до зима ќе бидеме стрпливи за нив, можеби некој ќе добиеме за како носител за Вардар. Ве очекува дуелот со Нексе, тоа е првиот официјален надпревар пред стартот на сезоната. Борба за место на Final Four. Ти како играч беше дел од клубот на такви значајни настани. Претпоставам дека и клубот, тоест противникот е доволно анализиран и го знаете. Па да, скоро секоја година имаме надпревари со Нексе и секоја година се баш тие ми изгледат во сега најтешки надпревари. Ние овој турнир го искористивме баш како припрема и како вертива за дуелот со Нексе и мислам дека сме подготвени. И тие имаа промени во ростерот, носителот на играта Јагањас не е веќе дел од тимот. Ако треба да кажеме какви се шансите на Вардар за место на F4? Па вака, немаат промени. Промена е само еден играч, Јагањас. Знам дека се работи за еден битен играч. Ростерот е, како анализирав, гледав неколку надпревари ова сезона. Се работи за квалитетна екипа што пред 2 месеци играше Final Four во Лига Европа. Значи немој случајно да играш Final Four. Ќе биде тешко и фаворитската улога му ја препуштам на Нексе.